Граѓаните ќе имаат субвенционирана струја до 1 јули, рече министерот за економија Кришник Бектеши. Тој најави промена во начинот на кој ќе се субвенционира струјата, со што поскапувањето на истата нема да има ниту за првиот, ниту за вториот блок, и таа ќе биде субвенционирана се до 7-миот месец. Субвенциите кои владата ги даде на СМ овозможуваат струјата да биде поевтина во споредба со онаа која се продава на берзите. Министерот изјави дека струјата нема да поскапи ниту после јули и дека субвенционирањето ќе продолжи. Во јануари, во февруари имаме помало производство на електрична енергија од страна на фотонапонските централи, а од април па до октомври ќе се намали, што на крајот на година согласно пресметките, методологијата на регулаторната комисија за енергетика ќе биде истата цена и нема да има зголемување за одредени блокови. Значи граѓаните да бидат спокојни, нема да има зголемување за првиот, за вториот блок. Спротивно ќе има намалување на дистрибутивната мрежа како давачка што се плаќа за електрична енергија. Според Бектеши, инвестирањето во фотоволтаиците е причина што во одреден период од денот се појавува вишок на струја. Поради тоа, вратена е ефтината тарифа од 13 до 15 часот. Сепак, проблемот настанува во зимскиот период, кога производството на струја е помало, а една од причините за тоа е и застареноста на државните електрани, за кои, како што велат експертите, потребно е ново вложување и во спротивно СМ може да го загуби и своето место. Сериозни предизвици, прво со намалено производство поради застареност на најголемиот капацитет за производство на електрична енергија, тоа е РЕК Битола. Од година во година осеќаме дека таму се намалува и ископот на јаглен, квалитетот на јаглен, ефикасноста на електраната и сето тоа доведува до одредени проблеми кои го прават тој пат на енергетската трансформација тежок, а од друга страна, ако се соочуваме со предизвикот во 2030 или во 2035, не е важно во која година, дека треба да ја затвориме РЕК Битола, РЕК Осламе, тогаш потребни се сериозни финансиски средства за сето тоа. Актуелна тема е изборот на нов универзален енергетски снабдувач, кој може и дополнително да ја намали цената на струјата. Сепак, инвестирањето во нови капацитети за производство на струја е неопходно за земјава. Во рударско-енергетски комбинат Битола, најголемата електрана во нашата земја, овие денови кога температурите падна, во функција беше само еден блок.